кафе? Седи дома. Препораките за спречување на ширењето на коронавирусот ги затворија граѓаните дома. Па наместо училниците, канцелариите, кафулињата, главен извор за ведрина стана интернет просторот. Еј, продавачке, како да најдам кило брашно, кило масло и 2 квасеца. Излегов да купам тоалетна, рафтот беше празен ми се стемна. Зашто ли сега ќе го бришам газот, па ќе треба да го пуштам лазот. Но освен толку потребниот хумор, граѓаните почнаа да емитуваат и други содржини од студијата во нивните домови. Под мотото на кампањата "Седи си дома", студенти од Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола споделуваат идеи што да се прави по дома. Јас пример по цел ден гледам серии. Овој период искористете го за да ги развиете своите кулинарски вештини. Јас денес го следувам мојот плакар. Утре тоа може да го направите и вие. Ленче Димовска, студент на Институтот за етнологија и антропологија, на YouTube држи лекции како се игра пајдушко-оро. Орото започнува со 4 подскоци со старт на десна нога. 1, 2, 3, 4. Уредничката во Алса Тарта Тахири, нејзиниот сопруг Сефер Тахири и синот Дрен веќе објавија 2 видеа под насловот "Карантин, надеж за слабење". И додека се повеќе луѓе се обидуваат да ја разбијат својата, но и монотонијата на другите, човекот во неговата природа е општествено битие. За неполна недела, откако се отворија бесплатните телефони за психолошка поддршка, повеќе стотици луѓе побарале помош на клиниката за психијатрија. Во основа има 3 различни линии: за лицата во самоизолација, за родители на деца во школска и предшколска возраст и пречки во развој, и за граѓаните од кризните дебари Центар Жупа. Ало? Добар ден. На телефон на психологот од клиника за психијатрија се јавувате на... Гордана Николова е една од 5 на психолози кои секојдневно се во контакт со граѓаните. На повиците на кои одговара таа, но и нејзините колеги, вели дека преовладуваат прашањата за самоконтрола и справување со анксиозноста. Не би рекла дека е тоа нешто особено масовна паника, туку вообичаено луѓето да се трудат со своите механизми и се обидуваат и сега и да го подобрат сето тоа што е многу соодветно на високо ниво и прилично со висока свесност психолошка со луѓето кои што се јавуваат и навистина се заинтересирани што да превземат за нивното психолошко здравје. Генерално се соработливи, имаат интерес за слично, не би рекла дека е особено изразено некои панични напади, меѓутоа сепак се работи за анксиозност, кое што е нормално. Со 70-дневно, бројот на повици засега е оптимален за докторите кои дежураат покрај телефонот. Ако бројката се зголеми, ќе се зголеми и бројот на линиите, вели директорот Стојан Бајрактаров, кој во вакви услови клиниката ја менаџира преку онлайн договарање. Најмногу повици има на линијата за лицата со самоизолација. Значи, веројатно луѓето се малку затечени, малку не знаат како да се снајдат оваа ново настаната и за нив состојба, по која треба да бидат нели сами 2 недели. Освен државната клиника за психијатрија, бесплатна помош и листа на доктори психолози понудија комората на психолози, но и дел од приватните клиники. Со очекуваниот раст на заразени од коронавирусот, очекувано е да расте и бројот и на граѓаните во самоизолација и на оние што се помалку го напуштаат домот. Професор Огнен Спасовски, кој предава еволутивна психологија на Институтот по психологија на Филозофскиот факултет во Скопје, објаснува како влијае недостатокот на контакти со други луѓе. Тоа предизвикува еден вид на фрустрација проследена со стрес, проследена со излачување поголемо на хормонот на стрес, кортизол и така натаму. Изразеното
производство на тој стрес, хормон на стрес, предизвикува едно континуирано дејство на негативните емоции. Оно што сите ние можеме и треба да го направиме е, како што кажав, многу трезвено и рационално да правиме се што можеме да направиме, да ги прекинеме тие верижни реакции или континуирани реакции на стрес. Дали ако состојбата продолжи, ќе предизвика и трајни промени во начинот на кој луѓето се однесуваат меѓу себе. Спасовски вели дека не може да се предвиди дали ќе се развие колективно чувство на поголема емпатија или пак на себичност. Прво што секако се јавува е грижата за собствените интереси, грижата за собствените ресурси, да не снема ресурси за мене, па тоа е причината зашто луѓето ете по маркетите купуваат и повеќе што им треба и покрај назнаките дека ќе имат доволно роба или ресурси за сите. Меѓутоа, кога трае подолго време одредена криза, токму заради таа предиспланираност да им помогнеме, дека сме социјални битија и да им помогнеме на блиските, веројатно, кај голем дел од луѓето се јават и процеси на емпатично размислување или делување кон другите, како и секогаш. Сепак, ризикот од долгото неизлегување од дома е помал споредено со опасноста по сопственото и здравието на најблиските, доколку не се почитуваат препораките. За тоа прашање се чини веќе се разви колективна емпатија. Деца, биди паметни. Седи дома, гледај тебе училница и биди добро und здраво. Седете дома. Најсигурно е. Гледајте ТВ училница и бидете умни. А сега ќе наздравам во ваше здравје да се дезинфицирам и јас. Деца, седите дома, зашто надров е корона.